Почитувани гледачи, добро вечер. Денешен наш гостин е професор доктор Славчо Ковиловски. Пред да започнавме ова емисија, малку го потпрашав од каде ова ваше презиме Ковиловски. Многу е ретко и уште кога доаѓав од дома кон студио, реков морам прво тоа да го прашам, бидејќи Ковил е ретко име. Јас сум Петрески, Петре, некој друг Дамјан, Дамјановски, ама Ковиловски е многу специфично. Па ајде за гледачите да им откриеме што е тоа Ковил. Кој бил тој Ковил или што е тој термин Ковил? Најпрво да ти се заблагодарам, Христо, за поканата за учество во емисијата. Често пати ме прашуваат Ковиловски, Ковалевски, значи име необично малце. Штом си без В си или од Прилеп или од македонски брод или од Кичева, ти си покорен од Прилеп, Прилепска. Така е. Ковил, значи, ајде, десето поколение од човекот што се викал Ковил, двајца Ковили. Ковил. Ретко име. Наследници, постои посебна терминологија во врска со значењето на презимето. Ковил доаѓа од растението ковил, на латински стипа пената, што значи да носи здравје. Нешто како здравец. Па најверојатно. Трева, значи, растение, билка. Да. Има и етимолошкиот македонски речник, речникот на презимињата сврстана како едно од ретките, значи единствено презиме од таков вид во Македонија, што значи дека сите што се Ковиловски во известна мера сме потекнуваме од еден род, макар што сме и 5, 6, 7 поколение различни, меѓутоа сепак родот е тој Ковиловски, еден единствен со потекло од Прилепско. Вака сега. Вашиот корен е Прилепски, од Долненскиот крај. Тука, наспроти Долнени, е и небрегово од Блажета Конески. Од другата страна пак е Маријово. Но вие сте родени во Скопје. Моето прашање е, не се бега од коренот, никогаш. И јас гледам и според вашите книги, имате тука повеќе изданија за Прилеп и Прилепско, вие постојано се навраќате, иако не сте родени таму, на родниот крај, Прилепски, од каде што потекнуваат двајцата родители или само? Двајцата родители. Значи, од Прилепско после дошле во Скопје. Што е Прилеп за вас? Чудно прашање, неочекувано прашање. Прилеп за мене. Прилеп може да значи Прилеп. Видете, го спомнавте Блаже Конески. Не можам да дам конкретно едно прашање што е Прилеп за мене. Во основа и се и ништо. Исто како што е и Скопје и било кој крај. Врските со еден крај се прават врз основа на чувствата, така што емоции. Јас сум се врзал преку легендите, преку преданието од тој крај и не залудно, најверојатно го спомнавте и Блаже Конески, бидејќи целиот тој крај изобилува со легенди, преданија кои што добрите интерпретатори Марко Крале, Маркуле, Трескаве, Зрзе и целиот тој комплекс, да го кажеме, целата таа околина зрачи за мене со една енергија која што при сека посетување на Небрегово, на Трескавец, на манастирот во Варош, на манастирот во Слепчево, во Зрзе, за мене значи едно прочистување од секојдневното скопско живење. Легендите и преданијата што таму се кажуваат имаат своја историја. Повеќе пати кажано е за добрите интерпретатори дека знаат да направат револуција во човековата душа, така што еве да го спомнеме само Марко Цепеков, кој што слушал и запишувал легенди, преданија од
од минатото и останале. Јас имав среќа, моите баби, дедовци, истите тие во различни варианти, истите тие ги интерпретира во живо. Апсолутно, апсолутно. И бев запознен од прва рака. Так. Што значи да си бидам Марко Крале, стапалото на Марко Крале и јунаштињата на Марко Крале меѓу другите ликови. Така што, ете, тој е моментот што мене најверојатно несвесно ме врзал за тој крај и постојано се навраќам на него. Да. Сега, полека од Прилеп, ќе се префрлиме во Скопје. Вие сте родени во Скопје, сте градско, скопско дете и момче и сигурно го помните Скопје во оној период не сегашен, туку од втората половина, па би рекол и крајот на 20-тиот век. Но постојано имам едно прашање во врска со вас лично и со она што постојано ме терало да ме прашам, а не сум ме прашал. Хип-хоп. Вие сте еден од првите, би рекол, поклоници, па дури и промотори, агитатори на хип-хопот. И тоа за мене беше изненадување. Постојано во вашата биографија, која ќе осретнев тој податок, си велев, мора да е многу значајно за Славчо Ковиловски, што постојано го става во неговата биографија. Денеска хип-хопот се омасови. Ако порано беше тоа реткост, и малкумина знае што е хип-хоп и се занимава со тоа, сега мислам дека младите масовно сите се обземени од хип-хопот. Славчо Ковиловски и хип-хоп културата во Македонија. Вие сте еден од првите, јас колку што знам, а мислам дека памтам подолго и мислам дека сум во право. Не еден од првите, туку заедно со Александар Ковиловски сме првите. Така. Кој што на научен начин, кој што преку музика и преку предавања и преку изданија книжевни започнавме да го промовираме хип-хопот како урбан начин на живот. Так. Не го застававме урбаното наспроти руралното. Така што денес хип-хопот се огледува и преку графитите, и преку начинот на облекување, преку зборувањето, преку сленгот, преку жаргоните. И ете, се посветивме на тоа двојство рурално наспроти урбано и промовиравме, значи, хип-хопот како уметничко изразно средство, заедно со слем поезијата, заедно со сите начини кои што едноставно човекот го издигнуваат културно и интелектуално на една стапка повисоко. Сега, бидејќи и од младоста веќе зачекоруваме во тие, условно речено, посериозни води, вие завршивте, дипломиравте на Филозофскиот факултет во Скопје, на групата Историја. Од денешен ангол, денешен аспект, сосема ми е јасно зошто сте се определиле за историјата, бидејќи сте еден од ретките писатели, колеги, кои што многу посветено, професионално се занимавате со историјата, ама ја сакате. Таа некако навлегла во вашите пори, како предмалку што рековте, како кај Марко Цепенков, како кај Блаже Конески, како кај Марко Крале, како кај многу други знаменити прилепчани пред се. И сега моето прашање, зошто се определивте за историјата? Кој беше тој магнет толку силен што рече доаѓајте ваму, а не во некоја друга сфера? Па ми се чини дека добро го доловивте тој момент на привлекување кон историјата и кон книжевноста. Значи, најверојатно сите тие раскажувања од минатото, од детството, имале извршиле свое влијание за моето запишување на Филозофскиот факултет и завршувањето на групата Историја, за подоста историјата да ја замешам со книжевноста и конечно да дојдам до тоа денеска да се занимавам со книжевна историја. Апсолутно. Двете нешто што од секојаш сум ги сакал, за кое што сум
од секогаш сум знал дека тоа ќе го работам најверојатно, така што еве ми се поклопиле тоа што коцките во мозаикот. Апсолутно, апсолутно. Навистина е така, вас ви се оствари детскиот сон, направивте еден редок, извореден спој на книжевноста и историјата и тука сте неприкосновени, бидејќи не сте само историограф или не сте само книжевник, туку спој. И денеска, реков уште во најавата, со академската титула професор доктор, работите во одделението 19-тиот век во Институтот за македонска литература. Значи, како научен, стручен, посветен, предаден, истражувач, секојдневно се занимавате со тој, ами не само и тој период, бидејќи имате многу ваши активности, трудови, изданија и од другите периоди. Okay. Но, моето прашање во врска со тој спој, за кој што и предмалку говоревте, за историјата и книжевноста, колкава е таа дистанца? Дали сме ние свесни дека ова што го правиме секојдневно, дека е всушност и тоа дел од историјата, ама не сега, туку ќе биде по 50 или 100 години. И колку воопшто ние водиме грижа за еден континуитет. Мислиме ли многу кратковидо и површно кога денес се препуштаме на стихијата, на времето и велиме времето тоа ќе го направи, времето тоа ќе го просее. Ние можеме едноставно да бидеме индолентни, не многу заинтересирани, а ќе се најде некој друг историчар кој што за нас по толку и толку години ќе реагира, ќе просудува и слично. Сме имали ли посветени претходници? Јас такво чувство имам. Меѓници, стожерници, така е. Се занимавале со битните теми. Да, во овој момент ми се чини дека го изгубивме чувството за континуитет. Еден за континуитет и друго е за тоа што по 10-20 години ќе се случува. Значи, го изгубивме осетот дека во еден момент дека сме ние дел од историјата. Апсолутно. Ние ја создаваме, меѓутоа ние сме креатори, а не очигледно само не размислуваме доволно што и какво наследство, какво наследство оставаме. Мене ми е сосема јасно македонците од 19-тиот век, од средниот век, првата половина на 20-тиот век да се сочувале со негирање, со опасности што ги носело времето, нели? Немало собствена држава, немало институции. И морале да реагираат, да се борат. Да, на различни начини, крајен случај го барале начинот. И денес имаме многу проблеми. Да, меѓутоа видете го што се случува после Втората светска војна. Ние создаваме држава, создаваме македонска историографија и македонска литература. Да, паралелно. Паралелно. Меѓутоа, оние првоборци, да кажеме, за основање на таа македонска литература, уметничка и критичка, од типот на Блаже Конески, од Ацо Шопов, се до научните истражувачи Блаже Ристовски, Георги Сталев и така натака. И ми се чини дека по 90-тите се урнаа некои морални и естетски вредности кои што до тогаш ја движеа македонската културна и научна сцена и се продолжи по еден пат на безпатија, да кажеме. Отидовме се расширивме премногу дифузно. И го изгубивме смислата на естетиката и на нашето постоење, едноставно нашето творештво. Иако мојата улога е овде да прашувам, а не да одговорам, сепак само ќе се надобрзам со една констатација. Имам чувство дека станавме кампањци. Дека тогаш кога имаме зададена тема, со определен рок, ние знаеме тоа да го направиме и за еден ден, и за една седмица, и за еден месец. А кога немаме зададена тема, кога немаме задача со рок, ние сме неодговорни и ние буквално сме недисциплинирани. И сосеме согласувам со вас, енергијата дифузно ја трошиме на многу страни, а
Кога така настапувате, кога така работите, вие постојано само почнувате и се враќате. Постојано почнувате и се враќате. Така е. Нема континуитет, има само дисконтинуитет и сите ваши проекти се минимални, завршуваат многу брзо и кратко. Ретки се тие посветеници. Сосема се согласувам. Во предвид ја имам улогата на една мала група интелектуалци кои што по Втората светска војна, замислете, за 20 на 30 години од ништо извадиле историја на македонскиот народ по 3 тома. Извадиле разни изданија за краток период, меѓутоа не се работело кампањски, туку се работело со планови во следните 5 годишни, 10 годишни, апсолутно. Значи имале цел до која што треба преку одреден период, преку одреден пат да стигнат. Денеска ние се ангажираме, ова правиме, тоа се однесува не само за сите, и за мене и за сите. Апсолутно. Меѓутоа тоа е производ на времето. Значи имаме YouTube, имаме се живее разни социјални, динамично, брзо и површно. Па најчесто е така. Ги губиме ти убавини на животот. Ми дадовте шлагворд за уште една констатација. Спомнавте планови. Убави беа тие планови, иако ние малку се подсмевавме 5 годишни планови, 10 годишни планови. Па вие морате да имате план. Ако немате план и програма, ако чекате вие денес да одлучите што ќе работите денес, ништо од тоа. Не, така не се работи. Ми се чини дека целиот работоспособен, успешен свет на запад работи со план. Абсолютно. Без разлика дали ќе се стигне или ќе се пробие, мора да се има план. Барем еден дел од тоа ќе се реализира, а вака нема ни тоа да се реализира. Апсолутно, ние тргнуваме и застануваме, работиме кампањски, меѓутоа она што нас ни треба во моментот е силна поддршка и од интелектуалната јавност, меѓутоа и од општествените чинители во моментот што се да ја помагаат културата и науката, бидејќи без култура и без наука нас можеби во моментот не се чини дека е тоа лесно милливо, меѓутоа културата и науката ја определуваат судбината на еден народ, врз основа на јазикот, врз основа на творештвото. Апсолутно. Сосема сте во право и мислам дека и овие изданија овдека, дел донесовте од вашите изданија, се всушност таа трага, тој доказ, тој факт за она што лично сте го сработиле и што останува и зад вас, ама како влог и како залог и во македонската историографија и во македонската литература. И веднаш да кажам, бидејќи сте, кажавме, книжевен историчар, вие имате бројни проекти и можете да се пофалите со врвнато признание наградата Гоце Делчев за научен труд. Таа награда не може да ја добие било кој, бидејќи секогаш има многу сериозна конкуренција. Но тоа не е се. Лично вие сте носител и на повеќе други проекти. Еве, само некој од нив да споменеме. Прилеп и Прилепско во 19-тиот век. Тоа е таа книгата за која што добив највисоката македонска државна награда за афирмација на македонската наука и за интерес на Република Македонија. Значи еден обемен, еден сериозен труд, но реков пред малку, не е само тоа. Малку, овие книги затоа и ги донесоме да ги покажеме. Македонското женско творештво во 19-тиот век. Овој труд исто така е еден од ретките. Како ретко кој друг автор, вие се посветивте на жените творци од 19-тиот век. И ова е навистина ние до тогаш мислевме дека не постои македонско женско авторство и родно што го нарекуваат женско писмо. Меѓутоа, излегоа авторки кои што и покрај сите тешкоти се
се вклучиле во книжевните текови и кои што заслужуваат да бидат вметнати во македонските книжевни канони. Понатаму, вака, тука е вашиот речник, оваа книга излезе минатата година. Речник на псевдонимите во македонската книжевност, исто така од 19-тиот век. Направивте дешифрирање на скриените имиња на македонските културно-просветни дејци. Значи, многу автори, многу дејци се подпишувале со скриени имиња, со иницијали. Еден од проектите кој што траеше многу долго време. И вие откривте многу од тие скриени имиња и ние донесовте оваа книга, овој сериозен исто така труд, но, пак велам, не е тоа се. Тука е патописот во македонскиот 19 век. Патописот е една многу исто така необична, сериозна проблематика со која што се занимавате. И тука има уште една книга, напишавте за патописот, почетоците на македонскиот патопис. Еве и таа книга сакам да ја покажам. Но, Славчо Ковиловски продолжуваме со 19-тиот век. Ја создаде и оваа книга. Македонската книжевна критика во 19-тиот век. Па луѓе мои, за 19-тиот век овдека имаме неколку изворедни трудови. Буквално фатени се најбитните, би рекол, сфери од книжевноста, но и тоа не е се. Овдека е книгата за македонскиот 19 век, интервјуата на Славчо Ковиловски заедно со уредникот и новинар Свето Стаменов. Така е. Тоа овде не е едно интервју, овде е цела книга од интервјуа. Значи, исто така едно значајно издание. Крале Марко повторпат, тоа е наградата Григор Праличев, добиена во 2018 година, поемата, така е, што ја напише Славчо Ковиловски за Крале Марко. Некако овој наслов ми дојде во овој контекст да го ставам. Гостиниот Крале Марко, монодрамата. Иако е авторски, и Крале Марко или Синот на Волкашин, монодрама од Славчо Ковиловски. Сега, тука се и неговите авторски книги од Праличев до Конески. Студии. Исто така студии од еден доста сериозен и некраток период од Праличев до Конески. Така е, тоа е период од повеќе од 100 години. Отворени страници, тоа се рецензии, книжевна критика, книжевни критики, чии што автор е Славчо Ковиловски. Овде доаѓаме до неговата книга со раскази Лоша тетка и други раскази. Веднаш да кажам, една книга која што е иновативна, експериментална, многу ретко издание. Така, прозни мајстори награда. Да не забораеме. Јас ја наградив оваа книга со прозни мајстори, најдобра прозна книга во годината кога што беше објавена. Затоа и ја знам таа книга. Така. Монодрама. Монодрамата на ножот. И сега доаѓаме до една необична книга, компјутерска поезија. Прекрасен еден наслов. Денеска сетак поезија што пишуваме компјутерска, ама не знам. Да, малку сакав да се поиграм со одлично. насловот. Да. Фактички се навраќам на минатото. Играм со митологијата од Марко Цепенков, со повикувањата на старите легенди, на преданијата на митовите и ги сместам нив во денешно време. И прекрасно изгледа ова издание, морам да кажам, графички, визуелно. И многу ми се драги овие джепни трите изданија. Изданија, навистина ми се многу драги, како формат и како текст, како содржина, сонување, Синот на кралот и Опасен сум. Еве вака сега. Едно збирно, сумарно прашање.
овде е дел од вашите изданија, не се сите. Тука е Славчо Ковиловски, како книжевен историчар, научник, стручак, но овде е Славчо Ковиловски и како поет, и како прозаист. Ајде сега малку едно по едно. Како книжевен историчар, што е тоа што сега се работи во вашата творечка лабораторија? Знам дека сте немирен дух, знам дека секојдневно работите, активен човек сте и творец, не сте воопшто мрзливи. Што е тоа што јавноста може да го очекува? Кој е тој проект? Зашто знам при една неодамнешна средба ми кажавте дека неколку проекти работите истовремено. Секогаш така работам, неколку проекти кои што траат подолг временски период, кога ќе се заситам од едно, преминам на друго, преминам, после се навраќам и тоа трае не 2 месеца, трае по 2, 3, 4 повеќе години. Значи новата работа како релаксација од старата работа. Тоа се случува и со науката, кога ќе се заситам во наука, преминам на поезија, преминам на раскази. Така што следно што се надевам дека оваа година во скоро време ќе излезе, тоа ќе биде вториот дел од македонското женско творештво во 19 век, односно целосните биографии со делата на македонските авторки. Се вика, книгата има наслов Жени во македонската книжевност со 19 век и за прв пат тогаш ќе имаме позади како прилози сместени комплетните препеани, преведени, прилагодени на стандарден македонски јазик дела од македонски авторки кои што твореле во тоа време во 19 век и првата половина, да кажем, првите години на 20 век. Ајде да прашам веднаш. Лаички ќе прашам. 19 век. Ние сме сега 21 век. Како е во 21 век да се копа, да се истражува, да се бара... Интересно. Макотрпно. Да се бараат материјали. Каде ги барате? По архивите, во библиотеките? Архиви, библиотеки и приватни архиви. Мене ми изненади, например, една случка закопани при уривање. Еве ќе раскажам. Ја раскажам неколку пати сум раскажал и сега ќе раскажам при уривање на стара куќа во Прилеп. Добро. Во зидовите мајсторите што ја уриваат куќата за да направат нова, наоѓаат оставштина книжевна, топови книги и започнуваат да ги фрлат. Да ги изгорат, на отпад да завршат, Се појавува газдата на куќата. И вели, немојте. Чекайте, јас знам човек што се занимава со... Овие се стари книги, нека ги види, нека ги дзирне. Да, можеби ќе значат за некого. Так. Верувајте, тоа што го продадов, јас не би го сменил ни за кило злато. Јасно ми е. Првата драмолетка во ракопис се наоѓаше во тој куп, во таа заоставштина. Првата песна регистрирана во ракопис. Првите есеи се наоѓаат таму. Покрај тоа што, значи, тоа е првото откритие во ракопис што можевме да го најдеме како оригинални женски творби. Инаку во библиотеките надвор од Македонија, во Србија и во Бугарија, јас веќе продадов голем број писма од македонски авторки, да кажеме, кои што можеме да ги сместиме во дел со епистоларија. Особено мене ми беа интересни писмата од фамилијата Робевци од Охрид. Жените, деши пишуваат на грчки, на француски, на германски јазик во 19 век жените од фамилијата. Порачуваат пелени од фирмата Пайперт од Виена. Замислете какво кнежевско семејство, каква интелигенција постоело тоа. Колку биле през времето. Апсолутно. А ние се уште мислиме дека 19 век е еден заостанат период. Верувајте, 19 век е почеток на модерното доба. Сите прогресивен века, не? Апсолутно. И сето тоа едноставно може да се имплементира и денеска. Жената како носителка на фамилиарниот живот, всушност не е само носителка. Таа е и научник, таа е интелектуалец, кој што во тоа време и му помага, му ги отвара портите на мажот, за да може да инвестира во нивната иднина. И
тие вплеткувања меѓу историјата и книжевноста се основата врз која што јас го градам моите дела. Една поука од вашата претходна изјава, претходниот исказ. Фрла само оној што не знае што фрла. Затоа, ако ви ќе морате нешто да фрлите, не го фрлајте веднаш во првиот контейнер, туку малку почекајте, прашајте некој стручак, може би во тој стар ракопис ќе најде непроценливо богатство. Но, вие не застанувате тука, само со тој труд. Ми говоревте пред некое време дека работите и на една македонска енциклопедија, ако добро се сеќавам. Во овој момент, да, тоа е проект на Институтот за македонска литература. Ќе спомнеме и мојот ангажман во Институтот за македонска литература. Тоа е еден повеќе годишен проект во кој што учествува зедоа професори и научни соработници од институтот, меѓутоа и од Филолошкиот факултет и од Македонската академија на науките и уметностите. Се работи на тој проект? Активно се работи. Одлично. Веќе имаше презентација пред раководните органи од Министерството за култура, беше презентиран, јавна презентација имаше, тие беа задоволни. Значи, кога би бил првиот том, кога би излегол? Во овој момент ќе биде онлайн издание, за да биде електронски. Да, што пошироко достапно за пошироката научна и општа читателска публика, меѓутоа работено е според сите научни принципи, ќе има цитатност, ќе има литература, каде што се повикуваат авторите на одредени одредници. Верујте, тоа е да се стави она што значи за македонската книжевност од среден век, од 19 век, 20 и овие години од 21 век, треба многу труд, треба напор, меѓутоа, успешно сега ја извршуваме таа задача. Тука сме многу слаби, многу тенки како држава. За жал, многу малку имаме енциклопедии, такви стручни, научни. Во другите држави има цели центри. Ме провоцирате за да провоцирам. Јас се радувам што го работите. Пред известно време решив да ги собирам сите книжевни истории кои што соседните народи, словенски, несловенски, ги имаат од Балканов, веќе ги имаат напишано. Последна книжевна историја имаат направено црногорците. Така. Општа, комплетна. И знаете што ме зачуди? Ние немаме комплетна историја на македонската книжевност. За жал. Почнувајќи имаме обиди, тоа се поединечни делови, меѓутоа не функционираат во целината или не се добро направени. Не е обединето, не е комплетно, не е студиозно. Не. Имаме неколку, значи имаме за среден век, има обиди за 19 век, има некои обиди до 90-та година од Друговац за 20 век, меѓутоа во склоп на околностите не може да функционираат како целина, не се надоврзуваат една со друга или некои се многу штори. Што е потребно сега во овој момент? Да се соберат сите можни сили кои што се желни тоа да го работат. Не поради суети, поради лични интереси, кои што се желни да го работат врз создавање на што повеќе вакви книги кои што ќе дадат основата за изградба на една идна македонска книжевна историја. Да прашам, кога сме уште на тој научен, стручен терен, кажавме женското писмо, кажавме енциклопедијата, има ли уште некој проект во кој што вие лично сте вклучени, зашто и овие се два сериозни проекта? Да, паралелно го работам продолжението на речникот на македонски книжи, ова е речник на псевдонимите од 19 век. Добро. Го работам во овој момент речник на книжевни псевдоними до 45-та година. Одлично. Се надам дека во некој идно време ќе биде тоа објавено со замисло, со идеја дека во следните 10 години ќе биде објавен речник на книжевни псевдоними од 20 и 21 век, така што фино би дошле тие 2-3 изданија. Добро, значи сериозно сакате со псевдонимите да го Апсолутно. И јас ќе целиот проект да го ќе се навратам на македонската книжевна критика. Кај нас се тврдеше дека ние нашата македонска книжевна критика почнува од Рацин.
Не е точно. Јас пронајдов 200 Да. и повеќе текстови книжевно критички од македонски со повеќе од 50 на македонски автори кои што твореле во тоа време. Да. Значи и нашиот недостаток како научници, како интелектуалци, тоа што мислиме дека се е кажано и дека се почнува од нас. И дека Тоа е најголемата грешка и заблуда. Да. И дека имаме во одреден момент дисконтинуитет. Апсолутно. Ние немаме дисконтинуитет од средновековната книжевност преку 19 век во 20 век. Така. Поради различни општествени, културни, политички причини, ние сме имале намалување на пишаниот збор. Меѓутоа, континуитетот, главниот останал во традицијата, во устното творештво. И сите понатамошни наши македонски преродбеници и автори се повикуваат на песнопојната народна традиција. Константин Миладинов зарем не твореше на јазик близок до народниот, зарем не се повикуваше на фолклорот. Така. Колене Делковски Така. нели се повикуваше на фолклорот заедно со Рацин. Конески, Апсолутно. Конески нели се повикува Апсолутно. на фолклорот. И сите редици други македонски автори ги бараат своите корења, врски со историјата, со тие процеси што се одвивале. Што значи дека ние немаме никаков дисконтинуитет ни во историјата, уште помалце во книжевноста. Единствено, тоа што нас не останува е да почнеме малце посериозно и постудиозно и похрабро да чепкаме, Да копаме. и да копаме за да ги изнедруваме на виделина. Фактички ќе мислиме дека имаме дисконтинуитет, бидејќи ни е полесно така да мислиме, отколку да работиме и да видиме дека немаме дисконтинуитет, односно дека имало континуитет, ама тој не е откриен, не е познат. Убава порака, убава и поука. Славчо Ковиловски е актуелен главен и одговорен уредник на ревијата Стожер на Друштвото на писателите на Македонија и морам да кажам дека излегоа повеќе броеви под неговата палка. Тој и неколку члената редакција навистина подготвија неколку добри броеви на ревијата Стожер, но исто така Славчо Ковиловски е вклучен и во списанието Спектар, кое што го издава Институтот за македонска литература, таму е уредник и секретар на редакцијата. Инаку Славчо Ковиловски беше главен и одговорен уредник и на списанието Современост, а сега е член и на меѓународното списание Риечи од Брчко, Босна и Херцеговина. Ова го кажам вака без да читам за да Риечи и сусрети сега. За да види дека сум се подготвувал за емисијата и секоја се подготвува. Прашањето мое е, јас лично многу ги сакам, ги ценам и верувам во периодичните изданија во списанијата, бидејќи тие се хроника на еден период. Во списанијата се појавуваат нови и млади автори, некои тука ги прават своите први творечки обиди. Така е. Прв пат објавуваат песни, раскази. И им значи тоа. Апсолутно. Прв пат си го гледаат своето име во нив, сонуваат да бидат автори, писатели, а кога ќе објават циклуси, тие се некаде пред објавувањето на книгата. Значи, ги најавуваат своите нови книги. Па моето прашање е следно. Ковиловски, ние денеска имаме многу малку списанија во Македонија. Печатените списанија како да изумираат, некако побрзо и полесно сите се префрлаат на електронски, бидејќи тоа е и поевтино и многу брзо и лесно се испраќа и во странство. Брза е комуникацијата. Пораката е полесно достапна. Достапно, лесно и полесно се подготвуваат, одма едноставно текстот се става на сајтот отколку се печати. Зошто се предадовме некако од овие дневни печатени активности?
Како да нема литературата ни во дневните весници, нема веќе критики и рецензии, многу малку има интервјуа, многу малку има... Тоа е сериозно прашање. Да, затоа и го поставувам. Тоа е сериозно прашање со кое што бара и поширока елаборација, меѓутоа морам да кажам дека бројот на списанија не е намален. Се одржуваат, ама... Не е намален, ни се чини дека е намален бидејќи се намалени бројот на списанија кои што излегуваат во печатена форма. Борувам за печатени, го немаме разгледи, го немаме развиток, го немаме дело. Електронски списанија си продолжуваат да излегуваат, напротив, се повеќе се шират. Како љубител на книгата, мен навистина ми е криво, јас би сакал списанието да го добијам во ваква форма, да можем пред легнување да го излистам. Тактилно со допир. Да го мириснам, значи свежата боја од списанието. А не да чита од телефонот. Не читам списанија на телефон. Најмногу што сакам да добием е во печатена форма, токму затоа и мојот ангажман и во Спектар и во Современост е последниот во Стожер. Знам дека ги сакате списанијата. За кој што луѓето сметаат дека списание се работи, верувајте, за 5-10 минути, за 2 дена, за 5 дена, за 10 дена. Не е баш така. Не е баш така. Јас, конкретно ќе зборам како од гледна точка на главен уредник на Стожер. Еден број работам активно 3 месеци. Луѓето не веруваат дека е тоа така. Не, мора да контактирате многу луѓе, мора да текстовите... После однесување кај графичкиот дизајнер. Јас се случува по 5-6 пати да го враќаме списанието, префрли го текстот овде. Подготовката. Значи самата подготовка за да добиеме финален производ. Апсолутно. Како што треба, затоа што и тие списанија, печатени или електронски, се дел од историјата. И тие остануваат. Добри или лоши тие броеви. Апсолутно. Тие и тие автори што се објавени или не објавени, сите си тие доказот. Еден доказ зошто си тие објавени, втор доказ зошто други не се објавени. Истовремено овие списанија што ги споменавме се носат во повеќе земји ширум Европа. Во базите на европските библиотеки. Значи, преку, знам, конкретно за Современост, ќе ви кажам дека се носеше во 50 земји. Своевремено. Во Конгресната библиотека може да се најде во Вашингтон, може да се најде во главната библиотека во Москва. Некако брзо, секогаш лета времето, одлета и овие 45 минути, на крајот од секоја емисија, ги замолуваме нашите гости да ни остават и тие некоја трага, и затоа и вие одберете една од овие две бои, од овие два фломастера, за да се подпишете. Едната или со двете, можете, одлично. Вика, два конца, еден црвен, еден црн, ама овде ќе биде еден црвен, еден син. Овде вашето име и презиме, тука долу датумот, а овде е на ваша порака или мисла. Сепак сакаме и ние да оставиме една трага од и со нашите гости, па овдека датумот. Денешниот датум е 22.1.2024 година. Под овие наши свитоци, овие наши хамери подпишани, овдека е на порака, овие наши отворени книги, планираме подготвиме на изложба. Помислете, малку ве фатив, малку на... неподготвен, сега размислам што ќе биде... Нашата емисија се вика во потрага по вистинскиот збор. И сега обично, вистината, зборот, книгата, читањето, писмото, јазикот. Има многу, се извинувам што малку на крајов неподготвени ве нурнав во ова обврска. Но на авторот никош не му е толку тешко да реагира во мигот. Да се биде, да се живее, да се обстои, да се остави трага. Друго и не можевме да очекуваме како порака од еден историчар и писател. Ви благодарам, еви со рака официјално вака да ви честитам. Навистина имате зад вас, иако релативно сте млади, односно помлади од мене,
имате еден импозантен опус. Само продолжете така, бидејќи како научник, како стручњак, но и како писател, се зафаќате со сериозни области, со сериозни теми. Јас ви честитам, ви благодарам за се досега што имате сработено и да се гледаме само